Со зборовите Христос воскресна на вистина воскресна, како што налагаат обичаите, православните верници од Берово си го честитаа големиот христијански празник Великден точно на полноќ. Голем број граѓани се собраа во црквата Рождество на Пресвета Богородица на градскиот плоштад, каде свештениците од Беровското архиерејско намешништво, заедно со верниците, го извршија трикратниот опход околу црквата. Со биењето на камбаната се означи Великден, празникот кога Исус станал од мртвите и ја докажал својата божествена моќ. Воскресението Христово точно на полноќ беше објавено во сите христијански храмови низ Македонија. Верниците со радост ја дочекаа веста за Христовото воскресение и си посакаа Божјата наклонетост да допре до сечи дом и да подари здравје, среќа и љубов на секого. Среќа, успех, здравје и тоа. Одлично. Празнично. Здравје, среќа, љубов за сите. Празнично, великденски, баш убаво. Така. Дома на домашен терен, најубаво. Среќни празнични денови, среќни, весели, радосни, значи да има благосостојба. Супер, одлично, добра атмосфера, многу народ, среќни великденски празници, многу здравје, среќа и љубов. Среќа и здравје. Во чест на големиот христијански празник Великден, денес пак на градскиот плоштад беше организирана свечена манифестација од страна на општината, каде свое обраќање имаше градоначалникот на Берово. На културната свеченост настапија членовите на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски и Староградскиот оркестар, а особено внимание привлече и надпреварот за најцврсто и најукрасено јајце. Исто така на градскиот плоштад беа поставени неколку штандови со украсени јајца изработени од учениците во основните училишта Дедо Илјо Малешевски од Берово и Никола Петров Русински од Русиново, како и од средното училиште Ацу Русковски и градинката 23 август во Берово. Почитувани сограѓани, почитувани гости, дозволете ми да ве поздравам и да ви посакам добра мисла, мир и спокој за сите верници. Празнувањето на Великден е традиција, тоа е дел од нашето духовно и национално богатство. На најсветлиот и најголемиот христијански празник да ви посакам мигови на радост, спокој и љубов во секој дом. На денот кога ја ставиме победата на животот на смртта, да се подсетиме дека само со верба во себе и почит кон другите ќе успееме да се избориме со предизвиците кои ги носи животот. Великден ни дава радост и нова надеж. Не поттикнува да ги надминеме поделбите, да создаваме добри дела и да се почитуваме. Само сложни и обединети во овие празници денови можеме да се избориме за подобра иднина и успех за сите. Ве поканувам заедно да ја проследиме културно-уметничката програма и да уживаме. Нека е за многу години големиот христијански празник. Христос воскресна, на вистина воскресна. До сега се пријавени 61 јајце, очекуваме некаде над 100 да се пријави. Пријавувањето е до 1 час и потоа започнува надпреварот за најцврсто јајце. Награди има 3000 денари за најцврсто јајце, за прва награда. Тоа е традиционално, веќе 5-6 година поред се одржува надпреварот и најголем е интересот за најцврсто јајце, затоа што тоа е најинтересното за празникот Великден. Берово деновиве е преплавено од голем број туристи и граѓани, кои ги исполнија градските локали до последно место. Еве дел од синоќешната атмосфера, фатена од објективот на екипата на Малешнет. Великден се слави како празник над празниците, победа на животот над смртта. Обичаите и традициите се врзани со црвените великденски јајца, кои го символизираат повторното раѓање. Се верува дека тврдата лушпа на јајцето го представува гробот на Исус, а кршењето на јајцата воскреснувањето од мртвите.
Палењето на свеќите пак е символ на Исусовата светлина која никогаш не гасне.